Предлозите на вице-премиерот Фатмир Бетики за подобрување на пензионерскиот стандард за пензионерите се неприфатливи, изјави Сонја Арсовска, председател на иницијативниот одбор на штипските пензионери. Штипските пензионери, како и сите други во државата, во другите градови, значи остануваме и понатаму на нашите протести. Да, и сега јас имам момент или прилика да ги известам сите наши пензионери од нашиот град да дојдат на плоштадот Слобода во среда во 11 часот, да видиме што како по овие најнови изјави што ги дава вице-премиерот Бетики, не сме согласни на тоа. Арсовска најавува продолжување на активностите и протестните собери. И понатаму продолжуваме со нашите активности. Исходо никој не го знае, макар што патот е макотрпен, уште кога се со оваа работа нели зафанаме за да одеме по ово. Знаеме дека нема да биде лесно, ама сепак ако бидеме упорни и истрени, ќе вроде со плод. За подсетување, во изјава за Слободен печат, Фатмир Бетики го најави следниот пакет на помош за пензионерите кои тие не го прифаќаат. Ние направивме неколку категории на пензионери до 14.000, пензионери кои што примаат до 14.000 пензии, пензионери кои што примаат до 16 и до 19.000, кои што е просечната пензија 19.100. Овие сметате во ранлива категорија? Да. Значи до 16? До просечната пензија. До просечната. Затоа што пак просечна пензија од 2017 до 2019 е порасната скоро за 7.000 дена, 12 и нешто на 19 и нешто, и секако ги сметаме како ранливи и овие ќе добијат дополнителен финансиски додаток како што работната група преговараше. Работната група беше представена од самите пензионери. Да, ќе добијат фиксен додаток. Како што бара одредените категории. Нема да биде ист додаток, затоа што немаат исти пензии. Секако. Нема да биде фиксен 3.500 денари за сите, туку ќе биде соодветно на пензијата што на основицата што има. Се уште се финалните калкулации, искрено не можам да кажам дали тоа ќе биде 2000 денари, дали ќе биде 2500 или 1500, но различните категории ќе добијат различни износи.